Со заакнување на критериумите за напредување во звања на факултетите, Министерството за образование се надева дека Македонија конечно ќе напредува на Шангајската листа. Секој кој ќе аплицира во извор во звање, доцент вонреден или редовен професор, од сега ќе има обврска до изборот да изработи и објави најмалку 6 до 7 научни трудови, од кои 3 до 4 треба да бидат објавени во списание со импакт фактор. Со новиот закон за високо образование, за професорите се воведуваат и построги критериуми за избор и напредување. Редовните професори ќе се реизбираат на секои 7 години, а мандатот на ректорите ќе биде 4, наместо досегашните 3 години. Се разбира, ќе има период на прилагодување. Оние професори кои се затекнати во избор, за нив ќе има олеснување за првиот следен избор. Законот предвидува еден наставник доживотно да остане во исто звање, доколку ги исполнува условите за тоа звање при секој следен избор. Еднаш избрани редовни професори во иднина по усвојување на законот ќе имаат реизбор по 7 години. Оние кои веќе се избрани во редовни професори нема да бидат опфатени со овој закон. Паралелно се подготвува и нов закон за квалитет во високото образование, кој меѓу другото предвидува реорганизација на Агенцијата за квалитет. Според Јаневска, крајната цел е воспоставување на реална контрола на квалитетот на образованието на универзитетите. Очекуваме драстично намалување на студиските програми, но бидејќи многу брзо ќе треба сите јавно високообразовни установи во Македонија да се прилагодат на условите, очекуваме дека релативно голем број од нив ќе се само затворат или ќе бидат затворени по сила на закон. Измените предвидуваат и бенефиции за студентите, кои со стипендија од државата студираат на најдобрите 100 светски универзитети, или пак студираат во Македонија и се добитници на инженерски прстен, или се прогласени за најдобри студенти на универзитетот. Тие ќе имаат предност при вработувањето на државните универзитети, како наставно научен кадар.